Со премудрост, простом да го изслушаме светото Евангелие, мир на сите. И духови Твоему. Ке се чита од свето Евангелие според Лука. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. Во она време пристигна Исус во Гадаринскиот крај спроти Галилеја. А кога излезе он на суво, го сретна еден човек од градот, кој што имаше бесови од многу години, и не облекуваше алишта, и не живееше дома, туку во гробовите. Кога го виде Исуса, извика и падна пред него и гласно рече: Што имаш со мене ти, Исусе, сине на Севишниот Бог? Ти се молам, не мачи ме. Зашто Исус му беше заповедал на нечистиот дух да излезе од човекот. Оти долго време го мачеше и беше во окови, и со синџири го врзуваа, чувајќи го. Но тој ги раскинуваше оковите и бесот го тераше да оди по пусти места. А Исус го праша велејќи: Како ти е името? Тој одговори: Легион, зашто многу бесови беа влегле во него. И го молеа Исуса да не им наредува да одат во бездната, а таму по ридот пасеа многу свињи. Па го молеа да им дозволи да влезат во нив, и им дозволи. Па откако излегува бесовите од човекот, влегува во свињите, и се стрчаа свињите низ стрмнината и се издавија во езерото. Свињарите, кога видоа што се случи, избегаа и раскажаа по градот и околијата. И излегува да видат што станало, па кога дојдоа кај Исуса, го најдоа човекот од кого беа излегле нечистите духови, како седи при нозете Исусови, облечен и со здрав разум, и се исплашија. А оние што беа виделе, им кажаа како се спаси бесомачниот. И сиот народ од Гадаринскиот крај го молеше да се отиде од нив, зашто се беа уплашиле многу, и он влезе во коробот и се врати. Човекот пат од кого излегува демоните го замоли да биде со него, но Исус го отпушти велејќи: Врати се во домот свој и раскажувај што ти направи Бог. Тој си отиде и расправаше по целиот град што му направи Исус. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Отец благослови. Демоноопседнати луѓе сме гледали единствено на филмовите. Ако навистина има такви, како паднале во таква состојба? Па телото човеково е храм на душата. Тоа е дом на душата. И таа душа всушност е нејзин двигател. Најголема, односно најсилна, најјака сила на душата е волјата. И според неја ние одбираме дали ќе одиме кон Бога за да добиеме вистинска слобода или пак ќе ги извршуваме делата на лукавиот. И на тој начин навидом ќе добиеме слобода, а потоа ќе станеме вечно заробени. Тоа е она да правам што сакам. Че во почетокот ќе правиме што сакаме, меѓутоа подоцна ќе мора да го правиме тоа. Една споредба, еден пример, што сум слушнал на предавање од мој професор, он вака објаснуваше. Вели, духот, односно душата е на средина. Ако оди кон духот, таа го одухотворува и го осветува и телото. Меѓутоа, ако душата оди кон земното, кон телото, тогаш и духот умира. Што значи, волјата е таа која што не движи во една насока или во друга. Да замислиме, односно да си представиме колку проблеми имаат луѓето со пушењето. Најпрво започнуваат од задоволство, а потоа се заробени и мора тоа да го прават. Значи, веќе тука не станува збор за никаква слобода или угодување или не знам што. Значи, тоа е еден мал порок. А можеме да си замислиме колку штета на телото и на душата прават тешките гревови. Колку таа се
заробува, да мора да го прави веќе она кое што ѓаволот ќе диригира со својата палка. Тоа е случајот со демонопседнатите луѓе. Изгубиле контрола над себе. Како човек да се заштити од влијанието на лошите сили? Па Христос во молитвата Оче наш, односно ни кажа на крај како да се молиме. И не воведи во искушение, но избави од лукавиот. Прва од заштитите е да го бараме тоа од Бога. Таа заштита не ја даде. Оти апостол Павле вели, нашата борба не е со телото и крвта, туку со демоните. Односно, она што не се гледа, онаа сила која што не можеме да ја видиме, ниту пак можеме некако да ние да ја контролираме. Заштитата пред се важи преку исполнувањето на Божиот закон. Односно, кон стремењето кон врвното добро, кое што е Бог. Преку заедничарење со Него. А ние најдобро заедничареме со Бога преку молитвата. Па, молитвата ги буди духовните сили и на тој начин постојано бдееме над себе си. Какви мисли ни поминуваат низ глава. И на тој начин добиваме опит кои мисли ни се од левата страна, кои од десната, односно кои ни доаѓаат од Бога, кои од ѓаволот. Бидејќи човек кој што не живее на тој начин, преку молитва, започнува и лошите помисли да ги прифаќа како своји. Кога веќе му се повторуваат неколку пати, он ги прифаќа како своји и почнува да функционира на тој начин, преку диригенција од друга страна. Затоа што ѓаволот е како еден досаден продавач, постојано ни нуди нешто. Ние треба да бидеме способни да го распознаеме неговото и да го одбиеме. А Христос во една прилика кога истера демон од еден млад човек, он им рече на апостолите, овој род се истерува само со пост и со молитва. Затоа што постот ќе ни помогне да не се преоптоваруваме со телесна храна, што ние знаеме кога ќе се пријадеме за ништо, не сме способни по тоа да работиме. Значи ќе направиме една дисциплина на телото, а преку дисциплина на телото ќе го дисциплинираме и духот. Додека вториот дел од советот Христов се однесува на молитвата. Бидејќи човек повеќе се моли за себе отколку за Бога, зашто Бог знае што нам ни треба. Меѓутоа, слушајќи ги молитвите на богослужбите, што е многу важно, читајќи молитви од молитвеникот православен, кој што го имаме ние, он се учи да се моли како најсветите, како најдобрите што се молеа. И на тој начин учи што треба да проси, а кога веќе бараш нешто за себе, ти учиш и да го сакаш тоа нешто. А во молитвите пред се бара прошка на гревови, мир за другите, здравие за другите. Се оно што е добро, никогаш во молитва од Свети Отец се нема сретнато лошо за друг човек. Че ние треба да се воспитаме да го љубиме оно што го бараме. Зашто Бог кога ќе ни го даде, да го почитуваме и да го прегрнеме, а не да ни биде дар даден, а бидејќи не ни е важен, не го сакаме тој дар, да го потрошиме залудно. Отец, кога се православните пости? Па покрај еднодневните пости кои што се во среда и во петок, имаме пост за отсекување на главата на Светиот Јован Крстител и за Крстов ден. Останатите подолги пости се 4 на број, и тоа се божитните пости кои што веќе започнаа, великденските, петровденските и богородичните пости. И тие секогаш се пред некои големи настани, големи празници. А ќе кажам и зошто е тоа така. Мојсе пред да ги добие заповедите од Бога, 40 дена постеше. Христос пред да почне со проповед, исто така постеше во пустињата. Значи, постите излегува дека не се заради тоа што сме ние грешници. Најстрого постеле најсветите луѓе. А нам ни е потешко да постиме, оти имаме со многу што да се бориме во себе си, со разни похоти и страсти.
И затоа нам ни е потешко строго да постиме. Бидејќи живееме повеќе преку телото, а помалку преку духот. И затоа многу луѓе велат, јас никому не правам ништо, верувам во Бога и тоа е доволно, нема потреба да постам. Меѓутоа не постиме заради тоа што некому нешто лошо сме му направиле, сме му сгрешили. Постот е дисциплина преку која што духот зазема прво место во животот на човекот. Човекот здобива целосна контрола над своите физички сили, кои што буквално му служат нему, не он на нив. И со тоа покажува примат на своето тело. Покажува кој е газда, а не ги извршува желбите на телото кога тоа ќе посака нешто да се прави. Иако ако некој не може да пости или рече јас немам потреба да постам затоа што мислам дека постот е вишок во мојот живот, тогаш ако некој не е чревоугодец, тогаш што му е проблем да пости? Бидејќи чревоугодието е грев. Невоздржанието исто така. Оти ако не сме чревоугодци, ако не сме невоздржани, тогаш зошто да ни е проблем храната, каква ќе ја постиме, како ќе ја конзумираме? Че очигледно имаме жаришта во себе за кои што може би не сакаме да ги потикнеме. Постот не потикнува на борба со себе си. Односно, започнуваме да живееме слично на ангелите. А тоа веќе е совршенство, што Христос имаше едни заповеди, дадени, меѓутоа кога дојде еден младиш да го праша, кога рече, јас сите ги исполнив, што уште ми фали, Христос му рече, ако сакаш да бидеш совршен, му даде други заповеди. Значи, во природа на човекот е да се стреми кон совршенство. Најголемо совршенство е совршенството на душата и на силите што ги има душата. Тие се осилуваат преку постот и преку молитвата. Кога и каде може да се присуствува на молитва во Куманово? Па од пред 2 недели се воведе ред на богослуженија во Свети Никола, во соборниот храм. Од 7 до 9 има утрена и литургија секој ден и од 15 до 15:30 вечерна богослужба, додека во Света Троица, во новата црква, ќе има утрена од 7 до 8 и од 15 до 15:30 вечерна богослужба. Меѓутоа, човекот најнапред треба да се учи на молитва дома, во својата домашна црква, пред својот домашен олтар, каде што треба да има икона, кандилце, да си земе молитвеник православен и во него има утрински молитви кои што се за кога ќе се разбудиме и вечерни молитви кои што треба да ги читаме пред да се легнеме. И така навикнати на разговор со Бога, навикнати на молитва, треба да пристапуваме во храмовите, каде што пак молитвата треба да се преточи од самостојна во заедничка. Затоа што многу е поважна таа заедничка молитва. Што свештеникот како слуга на тој народ, сите прозби на олтарот ги пренесува на Бога. И треба човек да присуствува за да слушне за што се моли свештеникот. За добро здравје, за пријатни времиња, за мирни времиња, за прошка на гревови и така натаму. Значи, оној кој што навистина се грижи за своите блиски, најдобро може да искаже таа грижа преку молитва. Што доаѓаме во живот во момент кога не можеме да ги скоригираме работите или да ги смениме работите што се случуваат врз нашите ближни. Едната варијанта е да се секираме, се грижиме прекумерно и да се разболиме, не дај Боже, а другата е грижата да ја преточиме во молитва. И сега многу треба да ни биде важно за односно за оние кои што веруваат во Бога и од него просат нешто. Христос што ни рече: барајте и ќе добиете. Многу е важно на прав начин да го бараме тоа. А не треба да заборавиме дека на молитва отиме не само за постојано од Бога да бараме нешто, туку молитвата е и благодарствена. Да не бидеме како оние луѓе од Гадаринскиот крај кои што
откако им беше излекуван нивниот сограѓанин, тие наместо да го повикаат, примат Христа, тие го избркаа Христа од нивниот крај. Оти помили им беа свињите. Затоа што тие го избркаа Христа оти демоните ги избрка во свињите, а свињите се издавија. Тие добија материјална штета. И според тоа го измерија Христа, ово е штетен за нас, да го избркаме. А нам секогаш треба луѓето да ни се поважни од било што друго. И затоа на здрав начин треба да се грижиме за нив, односно преку молитва. Амин.